устав, промена на преамбулата неколку пати, бришење на АСНОМ во последно време, вметнување на Охридскиот рамковен договор како основна компонента или елемент за формирање на државата во самата преамбула, што мислам дека е многу опасно и радикално ја промени структурата на државата. И натака до крајот на овие избори, оние остапки кои што кулминираа со поставување на поранешен командант на УЧК за премиер. И народот пресуди. Сега, за волја на вистината, 8 пратеници на ВМРО-ДПМН гласаа за промената на името. Ни подразно договорот во Преспа, тоа повеќе пати сум го зборувал, дека ВМРО-ДПМН имаше обврска според својата идеолошка структура да го спречи тој договор на секаков можен начин кој што е поврзан со демократски методи. Тоа не се случи. После минатата година, цела година повикувавме, јас ги повикував јавно сите пратеници на ВМРО да го напуштат парламентот, тоа не го направија. Затоа што да го напуштеа парламентот, да речеме, пред подпишувањето на договорот или пред референдумот, може да створат политичка криза внатре во собранието. Не го направија. Значи, мене ми личи дека практично на некако тивко се соджвакува, односно му се сервира на членството дека да, Преспанскиот договор, промената на името се завршена работа. И Мицковски самиот рече во едно негово интервју дека доколку ВМРО освои 80 пратеници, доколку има Бадентерово мнозинство, значи кумулативно две работи што нема да се случат во наредните 1500 години, може да се одлучи да направи чекор назад. Него друго да ве прашам, што не се буцкавте вака бе промената на името која беше? На уставот, која го става Охридски рамковен договор во преамбулата, која го брише АСНОМ. Што не станевте вака бе, па да му акнете една на крсто, да ја заскубете Бети, Александрова, она Исмаил и другите. Што не станавте да покажувате тоа како се вика мажественост, не знам ни што е ова. Ова е хорда. Обично вака прават албанците. Многу ги копирате, Абе, море, 10 на 1, а? Абе, многу јаки мажи сте, Абе, ова, да виде да не верува човек. Меѓу другото, пцујачот на сестри, мајки, шајки и другото, да ми ти крадел вода.